Давањето можност на сите пак води кон отварање на поголеми перспективи. Поголемите перспективи и диалогот за нив водат кон доверба. Еден таков иновативен проект, нов, каков не сме имале многу во минатото, е токму оваа конференција. Сефер Цановски, вие сте еден од оние кои што ја иницииравте оваа конференција, веројатно инспирирани од вашата последна посета на Бугарија. Овде има представници на академските институции, има представници на локалната самоуправа. Можеме ли да изградиме доверба со такви иновативни, нови, добри проекти? Благодарам, Емил. Почитувани присутни, почитувани гости, драги браќа и пријатели од Бугарија, почитуван амбасадоре, почитувани градоначалници, почитувани министри, почитуван премиер, почитувани професори, декани, ректори, проректори, почитувани студенти. Да, Емил, можеме, ама мислам дека сме на правото место за таа работа. Универзитетите од секогаш играле таа улога, освен она традиционално да пренесат знаење, да креираат знаење, имаат улога и да бидат критички настроени кон случувањата во своето општество, во својот регион и во она што се случува, каде што треба да допре гласот на младите, на академците. Образованието е човеково право, образованието е јавно добро и јавна одговорност. Образованието е темел на одржлива иднина. Сведоци сме дека изминативе 30 години се случуваа многу промени во оваа област, од да се појавија нови конкуренти, да не речем, во високото образование, приватни, профитни, непрофитни, корпорацијски, онлайн универзитети и слично. Многу земји и универзитети во оваа трансформација од новиот милениум некако како да ја загубија улогата. Додека за многу земји образованието стана, да не речеме, бизнис, односно доходовна гранка и можност да заработат претежно од странските студенти. Ќе го земам примерот со Велика Британија, која што после појавување на онај MBA синдром програми, од земја која што беше проблематично образованието за финансирање, стана земја која што заработува преку 8 милиарди фунти само од школарините на странските студенти. Ќе го земам еден IBM, например, кој што има 9 кампуси и кој што инвестира $1,000,000,000 само во наука и истражување. Каде сме ние? На Балканите, еве, ќе го земам како Балканот, како регион. Немаме ни 5% од таа сума државите не издвојуваат за наука или за истражување. Ние мора да бидеме критични кон минатото, меѓутоа мора да ја проектираме иднината, затоа што ова е едно ново време, кое ако сакаме да ја трансформираме иднината, ако сакаме да го промениме курсот, мора да го преиспитаме образованието. УЕФОН изминатава година-две се трансформира, уште трае тој процес и во својата мисија е тесно врзана со агендата на ЮН 2030 за образование. Сметам дека Македонија и Западен Балкан треба да се посвети сериозно на оваа тема, бидејќи ние сме природно под Европа, имаме капацитет, имаме гостопримство, треба да работиме во таа насока. Најдобрите, the best asset are our children. Тој асет мора да го прати квалитетен образовен систем, кој што треба да биде проекција за еднината, а не историјата. Историјата е окей, добар учител, меѓутоа иднината се креира врз база на отварање едни кон други, да гледаме за себе, но и за Балканот да направиме да има подобра слика, како да дојдеме до повеќе фондови, повеќе пари, како до повеќе странски студенти. Ако го видиме извештајот минатиот ноември усвоен за време на глобалниот образовен состанок на Париската декларација на УНЕСКО, земјите членки ја потврдија својата посветеност да посветат најмалку 4% од бруто домашниот производ или најмалку 15% од јавната потрошувачка за образованието. Како што се бара во извештај на УНЕСКО за еднината на образованието, очигледните нееднаквости, оштетената планета, растечката поларизација и разорното влијание на пандемијата ни предоставува генерацијски избор. Да продолжиме по неодржлив пат или радикално да го смениме курсот.
Треба да ги поправиме неправдите од минатото и да ориентираме дигиталната трансформација околу вклученоста и правишноста. Кажа и нашата ректорка колку е COVID-19 еден остар подсетник за тоа колку се кревки и меѓусебно поврзани нашите општества. Се разбира, оваа промена можеме да извршиме само заедно, преку солидарност и соработка. Ова бара широко движење, каде ќе ги опфати владите, граѓанското општество, едукаторите, студентите и младите луѓе да ја мобилизираат нашата колективна интелигенција и повторно да ја замислиме нашата иднина заедно. Почитуваниот премиер отиде на билатерална средба, меѓутоа ја сакам да му се обратам лично него на новата влада. Имаме представник од владата, господинот Милески, е човек кој што доаѓа од образованието, од оваа фела, да направат нешто за образованието во држава, затоа што тоа е, видете, нашата татковина Македонија е без излез на море. Немаме природни ресурси, немаме злато, нафти. Ние ги имаме, нашето злато се нашите деца, нашите идни генерации. Ние мора да посветиме сериозна стратегија во образованието. Мора да ги трнат барем во една 20 годишна стратегија по принципот на Словенија во времето на Милан Кучан, кога рекоа 20 години нема да пипаме политички поени, затоа што нашите деца се вклучени внатре во овој систем. Дајте да им отвориме можности, дајте да направиме да се движат по единствен пат кој што ќе им оставиме држава. Пат каде што ќе им оставиме регион да не биде неизвестен, нека биде поизвестен. Само ние самите тоа може да го направиме ако самите себе се го впериме прстот прво кон себе, се промениме, а после да бараме од комшиите. А нашите комши, бугарите, Софија има од преку 111 земји студенти. Скопје има максимум од 10 различни земји. Белград има од преку 70-80 земји. Зошто Софија може, Скопје не може? Затоа што ние сме затворени и време е да се отвориме. Ние сме затворени и време е да ги отвориме вратите, ама базирани на една вредност која што потекнува од нашите деца. Ние мора да работиме сега за да наредни 20 години имаме резултат. Зошто на владите не има интерес на образованието и го ставаат на 30-та точка на дневен ред? Иако викаат дека име, не име. Нажалост. Затоа што не носи резултат во 4 годишен мандат. Во образованието кога инвестирате, резултатите доаѓаат после 10, 15, 20 години. И се вртиме во круг. Почитувам премиера, почитувана владо, повикајте ги сите политички лидери. Опозиција, власт, сите универзитети, побарајте помош од меѓународната заедница. Ние немаме време за губење. Не е важно дали ќе владее ВМРО или СДСМ, ДУИ, Алијанса, ЛДП или било која друга политичка партија. Да направиме систем каде што за образованието и за нашите деца нема да е важно кој е на власт. Затоа што се работи за нивната иднина, затоа што се работи за нашата заедничка иднина. Само со добар систем, со образовани деца, ние имаме шанса во иднината да владее правда, економија, напредок, се друго ќе биде повторна неизвестност. Обично завршуваат со изреката кај што вика ако сакате да уништите една нација, намалете го квалитетот на образованието. Меѓутоа ја ќе завршам со една омилена на Мустафа Кемал Ататурк кој што вика вака: платата на еден пратеник не бива да е поголема на платата од еден професор. Јас ви благодарам за вниманието. Благодарам господине Цановски.